Дистрикт, Цивил прес студио, интервју на Зоран Иванов со Драган Спасовдац. Го има во две енциклопедии, она несудената на Ману и во неслужбената Википедија, и во двете е запишано како практично како скопјанец, дипломец на ФДУ, на Факултетот за драмски уметности при УКИМ, член на артистичките ансамбли на драмски, па на МНТ, на Македонскиот народен театар, улоги мал милион, аплаузи исто толку, награди бројни, во енциклопедиите за нив нормално нема место, ниту пак во овие скромни 30 минути на Дистрикт. Може би мојот соговорник ќе издвои една-две во текот на емисијата кои му се најдраги. Мотивот што е во Цивил прес студио е баш онака неформален, без непосреден повод, зашто Драган Спасовдац е дефиниција и повод самиот по себе. И кога си наспроти човек со толку обемна биографија, која би можела да се смести во неколку тома, не знаеш од што да почне, со што да заврши, се разбира, и во скромниве 30 минути, во моите скудни познавања за инспиративните творечки пориви на авторот, почнува со констатација и прашање. Па поред, глумец, актер, музичар, граѓанин, критичар, па и политички бунтовен. Драган Спасовдац за себе во неколку реченици, од момчето во бушава азбука, наваму? Па, малку остарел тоа после бушава азбука до сега. Бушава азбука беше првата наша професионална работа која што Унко ни ја даде, нас ни беше Унко професор на академија и тогаш ја работеше бушава азбука, ние завршивме прва година на академија и бевме 12 души на прва година, останавме 6, значи се преполови класата, останавме другите 6 не продолжија. Како студенти настапувавте? Нели беше забрането едно време студентите? Не, тоа прва година, ама ние само што завршивме прва, а во втора можеше се дозвола од професор. А нашиот професор не викна да играме бушава азбука кај него. Така да, мислам, првата професионален ангажман ни беше во бушава азбука и во бушава азбука беше, тогаш ја гледаеше цела Југославија, што е многу добро. Беше прекрасна серија и уште ја бараат, секој Evergreen серија е. И јас не знам како и зашто во тоа време бушава азбука имаше многу пари. Ние како студенти земавме големи пари во за хонорар. Целиот сам проект имал веројатно. Да. Но пристоен буџет, нормален буџет. Да, затоа што знам татко ми изборуваше, татко ми покојни, ми изборуваше, вика, големи пари сте земале, вика, вие, пошто он снимаше тоа, се работеше, да, вика, а викам, зашто нормални се овие, не се нормални, вика, големи пари сте земале. Нови генерации, нови времења, нови пари. Да. После немаше такви пари, тоа беше само... Така, продолжувам без ред, онака, преку трупа, што се вели по-скопски, а со смисла и за многу работи од актуелниот македонски културен, општествен политички амбиент, понешто за уметноста, творештвото, па сепак поради карактерот на Дистрикт, најмногу за општеството, политиката, но да почнеме со вас, Драган Спасовдац, скопјанец, стои во енциклопедиите. Како растевте, каде, во кое мало? Јас сум роден во негдека Пајко Мало го вика, само тоа е многу кратко време. Кај сегашниот Македонски народен театар? Тука некаде од прилика. Близу Еврејско Мало. Така, тука, негдека тука сум роден, не знам точно, затоа што тогаш земјотресот него паметите, бевте бебе, така? Ама да. Јас сум 63 април, земјотресот беше јули. И куќата само се искривила, вака што била, вака застанала. И останала така. Сме се спасиле. Да се вели среќа. Да, сме се спасиле од земјотресот и во Гоце Делчев учевте? Мало? Во Гоце Делчев основно? Не. После не живеев таму. После тоа живеев во Кисела Вода, па во Карпош, големиот дел од детството ми е во Карпош, повторно се вратив во Кисела Вода после и сега уште сум во Кисела Вода. Игравте џамли?
Многу играв джамли. Што правевте друго кога деца? Чели код Джам, паметите? джамли неки да играат со мене, бев Реци за. многу. И сега можеме седне да видиш како Јасно. Ве враќам на тие денови за да видам како порасна во наводници, но и како и уметнички порасна. Многу Знам дека убаво. потеклото е нормално од легендарно исто така глумешко семејство вашиот татко. Да. Тоа е наследството. Наследството не е само таткото, и мајката. И мајка ми Лидија, она и пишува поезија. На времето била и дури добила награда за глума заедно со Душко Костовски, пошто биле генерација. И така да талентирани и двајцата, стево да не правиме муавет. Веројатно од таму е тој талентот и цел живот јас некако јас не живеев со татко ми, живеевме посебно што беа разведени моите, но во театар јас знаев да се заборавам, да отидам, пошто као дете и ги гледав сите проби, ја ги знаев сите представи пред да излезат. И гледав сите проби у тоа време од легендарната Болваву, Свадба, Солунски патарди, и бев, седев и не мрдав со саат и знаев да се изгубам у театар. Опчинет вела. Да. Ве наведувам на овој муабет на почетокот за да ми направите компарација некоја. Какви луѓе сите ние бевме тогаш од тогашните скопски мала, какви сме истите ние сега? Сушност, какви беа нашите соседи, нашата околина, какви се сега? Да. И какви сме сега воопшто? Комплетно различно време. На вистина, сега дури да не слушам детски жагор надвор. Ние не може да не приберат дома. Овие сега децава не може да ги избркаш надвор. Компјутерите, интернетот го зеда данокот, стануваат, седат и децата се девела дома. Веројатно и не само поради интернетот, нели? Па малку менталитетот, урбанизацијата, веројатно, да, стамбените друго. згради, да, конгломератите. Огромни згради и да ти е страв дете да пуштиш негдека, дали од улица, дали од не знам паркови и така натаму. Како се вели општествено политички си го баравме, си го добивме? Неминовно, веројатно, како што оди се на Игнорирајте ги вие моите така суптилни провокации. Не, верете. Неминовно, тоа е ја како да му објаснам сега на некој дете мало што значи џамија, џамли, Викторија, Толга и кратка Толга, и куса магарица, да. Жмурки и Крадење дуњи по дворови, нели? Брканица кроз нозе, пипни стои, па можам уште да ги редам не знам колку. Па ние се убивавме од игра и надор одека под лактите црни, од треви, од чуда, онака кир, што се вика, па дом бањање. Тоа е тој дух што Дац го има задржано, веројатно. Не може уметникот таков калибар да се создаде синтетички, да речам. Нешто се влече, некои корени, некои емоции. Емоциите се битна работа за уметникот. Ја сум емотивен тип човек и емоциите ги играат голема работа. Емоциите сами по себе не доаѓаат. Може да си емотивен, ама и целиот начин на живот, детството, игрите, се тоа влијае на емоциите. И мислам дека имам собрано доста и од животот. Па и тажни работи, нестрекни работи и убави. Тагите се посебни инспирации. Па, за жал се. Така, Да. ве вратам на денешницава. И какво општество сме ние денес? Често слушам, нема да не биде, ќе не биде. Дефиниција која и држи и не држи. Која е дефетистички и оптимистичка. Каков е Драган Спасов Дац? Јас сум Песимист оптимист. или оптимист? Не, јас сум оптимиста кој што знае од време на време да напише нешто, да пецне негде и така, кај што ќе ми текне за живот. Обично тоа се духовити пецки.
И мене тоа ми се допаѓа. Не сакам по било која цена да напишам нешто политички, нешто не сум ни поткован доволно, политички морам да признам. Но Ке дојдеме до метлата. Добро, метлата друго беше. И таа беше. Ке образложиме. И таа беше овакво една нека закачка. се стрпат малку гледачите. Да, една закачка. Така да тоа е тоа. Институции имаме, немаме. Се мачи и дац по шалтери или славата, простете за зборот слава, сепак слава Вака се, помага да се отворат бирократските... Помага. Ова ликот на дац, не само на дац, и на некои други кои што се познати, помагаат и може да поминат овакво на некои шалтери, да речеме, побрзо. Но за обичните луѓе мислам дека е многу потешко. И со право се бунат кога се стварат гужви и кога не можат да дојдат од бирократија до она што го бараат. Драган, се стори во Скопје некако и економијата, и политиката, и науката, и образованието главно горе-доле, и примитивизмот. И скопскиот и увезениот, ако можам така да се изразам. А Скопје ќе го биде ли? Се уште плукаме по улици, се уште смет за мали отпадоци ставаме во мали корпи за отпадоци, не во контейнери. Веројатно сведок сте и вие, како јас и сите ние. Што ни се случува? Зошто не го сакаме градот, улицата, малото, зградата? Тоа е култура пред се. Култура, воспитување. Мислам дека и тоа едно време имаше. Па тоа сакам да прашам. Едно време имаше култура. Како од култура се движиме кон некултура и до каде ќе стасаме? Не знам на кој начин ова луѓе дали се некултурни луѓе доаѓаат во Скопје, затоа што ја моите деца ги научи да бидат културни. Значи не може да бидат некултурни. Него нивните деца ќе бидат културни сигурно. Сега тоа е некоја што се од дома потекнува. Од дома, највеќе од дома. Највеќе од дома и тоа е што доаѓаат некои луѓе кои што не се за град. И другачие го гледаат градот. Ја мислам стварно кога ќе видам некој да плукне пред мене негде тоа е не знам што да направам. Но и зашто чим ќе плукне не можеш да му кажеш, може да ти истапи. Добро, и политиката може би расипува, револт има кај луѓето. Ако гледа дека некој за еден... Не, политиката нема врска со култура. Поентата ми е, ако некој гледа од нас дека некој за еден мандат направил нешто во материјална смисла, некој тоа не може за цел живот да го направи, а не е ништо подобар од него или така си мисли. Може ли тоа да е причината за еден таков однос неурбан, не само во Скопје, воопшто во државата во Македонија? Може, ама тоа е веќе до него. И до неговата глава, сега мислам, сега ако ја не можам, сега ќе плюкам полицията што не ми даде. Индивидуално. Не ми е баш. Ја никогаш нема плукна на улица. Имаме ли лидери политички на кои може да се огледа јавноста? Па има рече, лидери. да, тоа е за тој политичар, нели сакам сите да бидат како него. Па има не ви барам имиња, Не, па нема зашто ќе ги споменам само најголемите две партии кои што се кај нас, ВМРО и СДС. Значи, и едните и другите имаат лидери кои што ги следат луѓето. Сега. Значи, колку се тие добри, зависи од лидерите и од нивните следбеници. Значи, лидери има. Сега. Ја не знам дали се идеални. Да, треба тие повеќе да учат од нас, колку ние од нив, може би. Генерално зборам, да, не сакам од да вас. кажам, не знам дали се идеални, ама се подобри, полоши во некои рамки, веројатно. Ако не е нормален човек, не може да е лидер. Ова со Преспанскиот ве удри силно, со промена на името на државата и воопшто дали е променето името на државата. Јас не го гледам како променето името. Тоа е променето на хартија. Зошто се луѓето толку чувствителни? Затоа што прво така треба, затоа што кажале едната партија да биде така и за да се плюка по другата партија, за да се добијат политички поени. Името ја не викам, јас сум северно македонец. Игнорирам национални теми, но македонците меѓу македонците има ли шанса некојаш да се договорат за нешто круцијално? Не верувам. Или тешко не верувам. Тоа е историја. исто, да, чудна работа. Ние не можеме
околу ништо, да се договориме и можеме се договориме околу омраза, затоа што таа цвета кај нас. И ќе се мразиме, бич не треба да се договараш, се мразиме и без тоа. За љубов да можеме да се договориме некако. Ја имав веднаш напишано како каде да можеш оваа омраза да се претвори во љубов, кај ќе ни беше крајот. Само да се сврти. И тоа е емоција некоја. Па веројатно може во средините во кои и вие се движите на настапите јавни, да ги чувствувате тие позитивни реакции и одгласи кон вас. Па има како нема позитивни реакции. Мислам, има некои убави, кај што кречеш браво бе, види стварно овој направил убаво човеков, напишал нешто различно од други. Кога ќе проговорите, кога публиката ве прима, радост е тоа веројатно, нели? Поголема здравје. Како не, тоа е најголемата награда на глумецот е публиката. Аплаузот е најголемата награда. Нема поголема, нема пари. Јас се кладам дека нема пари што може да го сменат аплаузот. Нека застане еден на сцена, и да добие аплауз, онаков со овации, каде што знаеш дека си направил нешто. Каде што викаат браво. Тоа е јас се ежам. Го спомнав през Панскиот за да не ја прескочам и Софија. Има ли шанси Скопје, Софија, Македонија, Бугарија? Нешто. Еве со Бојко ние почнавме, нели? Ќе дојдев и до Бојко. Но добро. Почнавме со ние сме едни добри амбасадори за Бугарија. Затоа што бугарите во Бугарија многу сме популарни и не сакаат. Да, јас сум директен сведок исто, феноменално е примена не само поради Бојко, и да не беше Бојко, ако на некој начин се пробиеше Бојко, само помогна да се афирмира таа песна во крај, мислам дека да, и вие и многу други македонски уметници исто така, и глумци, и музичари. Па видите, јазикот е близок. Нема некоја огромна бариера. Балкан. Да, ние поголема бариера имаме со словенците, со србите тука, ама со словенците ја не ги разбирам повеќе него, ама бугарите ги разбирам, на пример. Србите не правиме муавет за разбирање така. Но тоа е последниот пат кога бевме во Бугарија, гостувавме кај едно шоу се вика Забранетото шоу на Рачков, тоа е едно шоу кое што е многу гледано. И кога се враќавме назад, не со полиција. Вика, па вие сте Корона, чао, пријатно, братја и така натаму. После тоа застанавме да купиме нешто, почна да ни честитаат, луѓе да гледаат, мислам, онака баш код звезди, кој што да сме нивни. И дури дојдовме на граница, граничарот прво вика, знаев дека ќе поминете на моја смена. Цареникот вика, се клаев со жена ми дека на моја смена ќе поминете, независно еден од друг. Имало муабет и муабет. Да, затоа многу бевте добри кај Рачков, кај не знам што. Така да и дојдовте до врската меѓу народите. Народите. Е културата. И да, бугарите се култура. Премногу сме изолирани едни од други, конкретно еве па и со Грција, нормално, но поради блискоста на емоциите, на јазикот, на јазикот пред се ние го си сакаме и со грците. Во принцип, мислам, тоа се екстремисти кои што прават и кај нас и таму. Мислам, народ, човек. Па ти кога си отишол некој у Грција на одмор кај некој газди, што нели обично газдарица, која што да издава соби и така натаму, па нешто да биде да имало некој проблем. Зошто во Бугарија им е многу важно да сме бугари, да не сме македонци? Како викаше Балашевич, или нив им е многу важно да се македонци? Свако племе црта границу, сви би хтели своју страницу. Тоа е тоа. Лоши политики. Лошо образование, лошо толкување на историја, од се по нешто и главно пропаганда, веројатно, со години. Се враќаме некако политички на нашиот терен. Можам да слободно да кажам дека сте квалификуван граѓанин во смисла на перцепција на политиката. Не сте учесник во политичкиот живот. Што ви беше тоа со метлата? Заев, јас имам рачката кој да остана кај вас. Ништо не се замете во два наврата. Моја беше да ја дадам. Тоа ми текна мене дома. И
Си реков, имаше некој митинг там во кај миличен ресторан. И кам како да земам метла, викам една да му подарам на Заев, за да замете све. Тоа ми беше идејата. И кам глупо ми е како ќе ја носам метлата, прво ќе ме видат сите со метлава и кам не носам. Дори на жена ми каже, викам како ќе носиш метли. Викам добро, не носам. Како почна Заев да зборува, спомна чистење некоја. И имаше еден зур тука, мислам, маркет до мене, јас само отидов, ја купив и застанав. Баш кога имаше народ, не ме ни гледат, видеа дека ја имам. И излегов. Кога има прашања некој, ја излегов прв. Не беше ништо договорено. И излегов, дури се збунија, зашто излегов се со метлата во раце и ја дадов метлата кај што треба. И колку зачистил, како, не знам, ама ете така, има дури некоја страница метла, мака се вика, но направија. Нели беше тоа доволен чин, малку во Македонија повеќе да се пројави, го има тука и таму политичкиот, основно да речем театар, политичките теми во театарот, актуелните политички теми и шекспировски се разбира, но ова наше да го претвориме во не само во пародија или во комедија или во трагедија или во трауми, туку да ослика реалната да даде еден одблесок на реалното македонско актуелно општество. Овој живот што ние го живееме, колку уметноста, театарот, драмските писатели можат да помогнат. И зошто ги нема воопшто? Това све нема на сцена. Тоа сакам да кажам, немаме драмски писатели. Значи, нема кој да напише. Јас одавна немам прочитано некој наш нов текст добар од млад актуелен автор, да, од млад автор. Јас додека бев кратко многу во директор во МНТ, јас имав желба и идеја секоја година МНТ, а можеше да си го дозволи тоа, да продуцира една представа од ФДУ. Што значи? Да се земат најдобрите во таа генерација, да речеме глумци, да се земе режисер, кој што е еден од најдобрите, и да се земе текст од еден од најдобриот текст. И да се продуцира таа представа, да се игра во МНТ. И Нушич веројатно учел од Шекспир. Кај нас нема кој да научи нешто од Нушич? Во таа смисла во која зборуваме, нема автори, нема од Нушич може да научил, нема кој да научи од Горан. Како те и од Горан сигурно, да. Да. Па не знам, еве ги нема, зашто ги бидејќи тој најдиректно онака на дневната политика прави, да. И затоа е бил и затваран и пратен по казна. По шекспировски, по историски, нели врзан за ова наше ткиво. Воопшто македонско и балканско. Па ете последната представа на Горанов, дека што ја работевме, Огнени јазици. Баш беше добра. И убаво мислам дека одекна. Ни одминува времето уметниците и политиката. Еве локалниве може се повод да ве прашам. Вие не се втрчавте во политиката директно, маргинално од страна навивате, претпоставувам како и сите ние, понекогаш за едниот, понекогаш за другиот, не мислам на генерални идеолошки матрици, но како политички битија си имаме своја филозофија политичка. На локални веб неколку ваши блиски колеги уметници, пеачи, композитори се втурнаа директно во политиката и прочитав некаде коментар што им треба кога се победници на сцената, добиваат аплаузи, толку се популарни, толку публиката ги сака, со години ги полни нивните души, ги поттикнува нивните емоции, одат сега свесно да изгубат затоа што не се доминантни политички фигури и нема таква доминантна партиска поддршка за да бидат победници. Претпоставувате на кого мислам, може и да ги спомнеме со име и не е важно, не сакам да политизирам, но има многу лекари во политиката. Од време на време нешто ќе блекне некој од уметниците. Кој е вашиот став за
Што мисли Дас прво би влегол во политиката, дали веќе ви е време, доволно сте созреани, сакате да влезете нешто да промените или доволно е вака од страна? И второ, кој е мотивот на некои ваши колеги уметници што влегуваат во политиката? Јас ако, па веројатно е тоа плюс нешто, некоја, не знам, моќ, можеби. Јас кога би влегувал во политиката, ја еднашка бев советник на град Скопје од 2000 до 2004. И Тоа не е нешто политичко. па добро, да, пак е на некој начин, да кажем. Но кога би некогаш би влегувал, па не верувам, конкретно би одбарал нешто што можам да добијам. Лично? Значи, па да, ако влегувам лично, ќе лично сакам да добијам нешто не знам, еве на пример да бидам пратен. Да бидам Ќе ви реагираат на овој став тие што се обидува во политиката? Не се влегува од идеја, од потреба да се помогне на општеството, на државата? Да, добро, тоа е дел од оваквото, да нека тоа не го спомнувам. Се има цена. Значи, па да, има цена, кај нас све има цена. Така да, мислам, кога се работи, луѓето одат во политика за цена. Да добијат цена поголема. Мислам дека ретки се тие кои што идат од идеологија и да одат идеали. Ретки се. И за нив секоја чест. Држава ни е, не знам, верувате во едно општество за сите? Можна ли е една држава за сите? Па Југославија беше така. Југославија имаше 6 републики, 2 покрајни и беше за сите. И беше супер. Добро, и тогаш имаше веројатно и многу фрустрации кај одредени... Имало, можеби, не ги знаевме. Не ги знаевме. Не ги знаевме и све поминуваше глатко, кога и беше земја која што беше за пример и беше земја која што беше уживање да се живее во неја. Добро, Драган, но не ја растори државата љубовта, ја растори омразата. Да рековме, омразата е тој црв кој што е навистина ровари и тука не може ништо не може. Омразата е најлошата работа. Ке се вратам на платформата или еве на флоскулата, нека е едно општество за сите. Што е едно општество за сите? Како го замислуваат промоторите на оваа дефиниција? Па веројатно сите што сме во Македонија е едно општество. Значи нема да не се делиме етнички, политички и така натаму. Што малку е утописки. Треба ли не тоа да и претходи една држава прво за сите? Така да, затоа зборам, малку е утописки целата работа, ама ние мораме да тргнеме од негде и да стремиме кон нешто. Иначе ако викам не бива, тогаш нема шанси да одиме напред. Ова актуелнава криза ќе има пак брзо избори, што мислите, или ќе се стабилизира влада? Па не знам, ние стварнавме станавме изборна Република Македонија. Значи овакво стварно Тоа е нов више предлог за компромис за име. на меѓународен план. Да, изборна Република Македонија. Добар Се предлог. утепавме од избори. Керката прв пат кога гласаше, извака се како година се ќе гласам, пошто пак се погоди некое друго гласање. Веројатно по нова година ќе гласа кој месец од таа година ќе видиме, но Да, натаму да. се движат работите. Јас пак сакам да ве вратам на крај. Какви луѓе посакува Дац околу себе? Добри. Што значи добри? Добри луѓе со кои што можам да разговарам, кои што можам да ги слушам, кои што ме слушаат, кои што знаат да ми кажат нешто, да ме насмеат, да се духовити. Духовит човек е паметен човек, не може духовит да биде глуп. Луѓе кои што се пријатни за секое време. Во време на корона направивте многу бумови, многу семејства расположивте, многу луѓе ги извадивте што се вели на воздух на некој начин, нели? Да дишат подлабоко и им внесовте оптимизам. Такви се реакциите. Продолжувате? И да, идејата беше да се забавуваме ние, да имаме, да ни поминат подобро карантинските денови. Видовме дека тоа го сака народот,
дека не слуша, дека не гледа, дека на нашата страница буквално не чека како сериите на времето. И така да... Митевски е по музиката, само вие по вокалот или по текстовите или си се заедно напомнувате? пишуваме, музиката е негова комплетно, не, тука не можам да се мешам, не ни знам. Можем да дам сугестија, некој како да изгледа, можем и да наредам песната, да наредам, биде овдека малку вака, погоре, подале. Како легнува, што се вели? Да, како што јас ја чувствувам, а Александар е добар слушач, така да ме слуша и знае да го направи она што е најдобро. Нема крај муабетот за општите работи, не сум толку храбар и не сакам да се земам толку слобода, имам иако некои допирни точки, некои познавања околу уметноста, културата, па и драмската дејност и твоите и награди и улоги и така натаму, но тоа сепак ќе го оставам за колегите кои повеќе се занимаваат со тоа. Јас сепак, како што почнав со Википедија и со енциклопедијата, не судена каде што и таму ве има, каде што се регистрирани. Се враќам на оваа социјална мрежа Фејсбукот. Јас сретнав неколку ваши стихови, не знам од кого сте, ама таму се подпишани со вашите први 3 букви. Предпоставам дека вие сте автор. За гледачите на Дистрикт на Цивил Прес Студио, малку емоција да им пренесете? Може. Иначе сите тие што се подпишани со ДСД се мои песни и мои некои размислувања, дури некои не сум ги подпишал, останале такви, какви што се, без подпис а сакам да подпишам за да остане... Ова песна, овие стихови сега, или песна, ќе ја наречам, е без наслов или вие сте заборавиле или не сте имале инспирација за наслов или наслов воопшто не е потребен, затоа... Еве, може да е насловот ако те нема, затоа што така почнува. Ако те нема, во кого да се влюбам, за кого во дрво да чукнам, за кого и јазик да гризнам, од место да се мрднам. За кого ќе речам, таа е таа, она, таа права, што знае, неизмерно знае љубов да дава, таа што секогаш ми пружа рака, таа што не знае да не сака. Дистрикт Цивил Прес Студио, Драган Спасов Дац, ви благодарам. Благодарам и на вас.